Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на Радио Слободна Македонија, ова е емисијата Вертикала со Никола Србов, чиј водител и автор тоа сум јас. Денеска ќе отвориме една интересна, многу осетлива тема, но интересна е, но сепак е многу осетлива, бидејќи допира многу чувствителни прашања за секој жител во Република Македонија. Ќе зборуваме за прашања кои се отвараат од типот на екологијата, но дали тие прашања на вистина се однесуваат на екологијата и на животната средина, и на здравата исхрана, здравите води, така натаму. Во тоа нема да навлегувам, бидејќи воопшто не е моја област, ниту па стручност, но сепак политичкиот дел е присутен во овие прашања и јас ќе говорам токму за политичкиот дел. Темата за денеска насловивме "Сорос започнува војна против македонската економија преку локални референдуми". Постојат имено не само индици, туку и информации дека во наредниот период ќе очекуваат референдуми во речиси сите градови низ Република Македонија, но малце да се вратиме наназад како се одвиваа некои други прашања околу екологијата, економијата и сето тоа вплеткано во една тема, така да ја речеме, која ја протежира одредени кругови. Најсвеж пример ни е затварањето на Југохром, фабрика од Тетовско, која вработува огромен број на работници кои имаат солидни примања, работници од кои примања ги хранат своите фамилии. Едноставно тоа им е единствена екзистенција, солидна екзистенција за тие да живеат и да работат во Република Македонија. Откако започна да се мери загаденоста на воздухот во Скопје и во Тетово, започна кампања од страна на невладина организација, така наречена Екогерила, која укажуваше дека е потребно да се затвори Југохром, се со цел воздухот во градот да добие на добар квалитет. Интересното е тоа што токму оваа невладина организација не се бунеше, овие барања не ги упатуваше до локалните власти кои се од ДУИ, значи веднаш се препознава тука политиката, туку ги упатуваше до централните власти, при тоа заборавајќи дека локалните власти се виновни токму за најголемиот загадувач на Тетово, а тоа е депонијата која се уште им стои усред град и ја палат во сред Тетово. Од таму и всушност доаѓа загадувањето, но не навлегувам во таа тема. Поентата беше да се затвори Југохром. Уште почувствително е тоа што 95% од вработените во Југохром се македонци, речиси најголемиот процент од македонци кои останаа да живеат во тој регион на Македонија. И на таков начин се притиснаа тие преостанати македонци, едноставно барајќи својата екзистенција, доколку се затвори Југохром, тие да ја бараат својата екзистенција во други градови на Република Македонија, пред се во главниот град Скопје, на тој начин да се иселат. Трагичното е во тоа што Југохром се затвори, не работеше година, па после тоа уште една година не работеше, вработените седеа дома, не земаа плати, загаденоста во градот остана речиси иста, идентично остана, загаденоста на воздухот остана иста, што значи се препозна политичкиот момент во целата таа акција и целта беше да се предизвика револт на вработените кон централната власт која ја предводи ВМРО ДПМН. Значи имаме класична политичка игра. Вработените излегуваа на протести, блокира автопат, блокира магистрални патишта, со тоа што бара од владата да превземе некакви чекори за Југохром, која патем е приватна компанија. Најинтересното во сето тоа што Екогерила е една од најголемите невладени организации во Република Македонија, која околу себе собира помали невладени организации кои се занимаваат со вакви еколошки прашања, и Екогерила е најголемиот играч и
водачот на на еколошките прашања на фондацијата Отворено општество Македонија. Значи да не се разбереме погрешно, не дека на секое нешто што не ни одговара ние ќе му лепиме дека е Сорос, Џорџ Сорос, дека е фондација Отворено општество, така натаму. Едноставно отворете го сајтот на фондацијата Отворено општество, ќе пронајдете донатори, партнери и токму таму први ќе ги најдете екогерила како најактивни во општеството кои се финансирани од фондацијата Отворено општество. Понатаму имавме вакви слични прашања околу Луково поле и Бошков мост. Како што кажав веќе, нема да навлегувам во тоа што овие проекти представуваат, бидејќи не сум стручен за да го говорам тоа, но се препознава политичкиот момент во сите овие прашања и во кампањата која ја водат овие невладени организации. Например, за Луково поле и Бошков мост ги имавме Екосвест и Фронт 2442, кои организираа кампањата и против рудникот Иловица. Оваа невладена организација, тоест двете овие невладени организации се партнери во проекти со фондацијата Отворено општество Македонија. Понатаму за Бошков мост исто така имавме и невладена организација, така наречена Центар за одржлив развој на заедниците Дебар, што пак во јавноста пред околу 2 месеца токму за оваа организација излезе информација дека од фондацијата Отворено општество добила или инкасирала 348.898 евра, легнале на незината сметка, токму во периодот кога ги организирала овие масовни протести кои требале да помогнат за тоа да се прекине изградбата на Бошков мост. Меѓу овие невладени организации се наоѓа и невладината организација Реактор, која исто така беше спомнувана во јавност пред неколку месеци. Оваа невладена организација, која исто така е партнер на фондацијата Отворено општество, главно се занимава со прашања кои се однесуваат на зеленилото во градот Скопје, поточно во општини каде што градоначалници се од редовите на ВМРО ДПМН. Постојано нас не се провлекува тоа политиканство на прашања кои се многу чувствителни за секој еден граѓанин на оваа држава. Например, истата оваа Реактор не се буни доколку во центар, каде што градоначалникот од Социјалдемократскиот сојуз се исечат 20 дрва или 5 дрва, стари дрва збориме, и на нивно место се направи некаква кафана или некаква боемска улица или што ти ја знам, но истата оваа организација смислува например приказни дека во Карпос 4, не знам, во некое сред зеленило ќе се градела облагодер, шири пропаганда низ локалното население, која треба да се насочи против локалната власт. Локалните власти излегуваат на терен, им кажуваат дека воопшто не е предвидено ниту во ДУП, ниту во ГУПИ, како и да се викаат тие документи, не е предвидено дека на тоа место треба да постои било каква градба, не па облагодер, туку тоа место ќе си остане да биде зеленило, како што е со дрва, со парк, но сепак кога граѓаните веќе ќе влезат во машинеријата, во бубањето на една кампања која спроведува една невладена организација, притоа ви отвараат теми од типот на чист воздух, здравјето на вашите деца, здрава исхрана, здрава вода за пиење и така натаму, толку чувствителни теми, едноставно веќе кампањата која ја повеле невладените организации многу е тешко да се сузбие и многу е тешко на обичниот граѓанин вие да му објасните дека се тоа што тие невладни организации го спроведуваат е едно обично политиканство и дека тие едноставно воопшто не се заинтересирани за здравата животна средина на луѓето. Во овие протести да ги наречеме со кои требаше да се стопираат вакви големи проекти, има и организацијата Разбуди се, која протестираше за Луково поле, но интересното е што токму оваа организација протестираше и за случајот Монструм. Значи ние имаме невладени организации кои протестираат и за еколошки прашања, и за политички прашања, и за било какви други обштествени прашања, не знам, градежни прашања. Значи тие луѓе кои се наоѓаат во таа една невладена организација која патем се финансира од фондацијата Отворено општество Македонија,
без разлика на нивниот статус за што тие ќе се залагаат во нивното действување, во нивното делување како невладена организација, како што имаме многу пати во минатото кажано, овие организации наспроти нивниот статус за врз кој се формирани, тие делуваат по прашања кои немаат никаква врзовна точка со нивниот статут, поточно се користат на копче кога на опозиција, моменталната опозиција, Социјалдемократскиот сојуз, му е потребно да се покрене некое прашање во јавноста. Тука ќе направиме една кратка пауза. Ова беше малку само вовед за тоа што гледавме во изминатиот период и како се злоупотребуваше прашањето за екологијата во политички цели, а сега ќе позборуваме малце што не очекува во идниот период. Тука правиме мала кратка пауза и се враќаме назад во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во вертикала, отворивме многу чувствителна тема која се однесува на нашето здравје и на здравјето на сите граѓани на Република Македонија, вплеткана со економски прашања, вплеткана со политички прашања, вплеткана со дневна политика, со партиски припукувања, со невладини организации и слично. Што е целата поента? Отвараат прашање, секој нормален човек во државава е загрижен за своето здравје, пред се за здравјето на своите деца, за своето потомство, и секој нормален човек во оваа држава ќе изреагира така како што ќе изреагира кога една невладина организација ќе му спроведе кампања со која ќе му каже доколку во твојот град или населено место или на радиус од 50 километри од твоето живеалиште се отвори некаков индустријски капацитет кој патем треба да биде нели со сите европски стандарди, и доколку во кампањата на обичниот граѓанин му кажа дека ти од тоа може да добиеш рак или не знам каква се не друга болест, многу е логично дека човекот ќе биде исплашен и веднаш ќе го крене својот глас против отварање на ваков индустријски капацитет во негова близина, па ако може 200 км во радиус што подалеку да биде. Во наредниот период, како што веќе најавив, се очекуваат референдуми за во речиси сите населени места на кои граѓаните ќе се изјаснуваат дали се за или против отварање индустријски капацитети во нивниот град. Сега се поставува прашањето дали ова ќе значи забрана на странски инвеститори и протерување на оние кои веќе инвестирале во Република Македонија. Дали станува збор за екологија или развивање нетрпение кон политичкиот опонент и ослабување на македонската економија. Овие се, мислам дека најглавните прашања кои треба да се отворат по оваа тема. Во Валандово и речиси сите градови низ источна и југоисточна Македонија и општи населени места, однодамна се формира иницијативи и невладени здруженија кои во наредниот период ќе треба да покренат референдуми во своите места, како што кажав, граѓаните ќе се изјаснуваат дали се за изградба на индустријски капацитет во нивниот град. Конкретно за Валандово. Здруженијето се вика SOS Валандово. Нема никаква допирна точка со нашата организација Стоп операција Сорос, само тоа да го напоменам. Сега информациите кои доаѓаат од терен се тоа што дека луѓето кои ја формирале оваа иницијатива или невладина организација се членови на Социјалдемократскиот сојуз, истите беа активисти во шарената револуција, истите биле кампери пред владата на Република Македонија. Организацијата е финансирана од цивилна Џабир Дерала, и истите овие ликови кои го организирале SOS Валандово биле на обука 20 дена пред референдумот кој се одржа во Гевгелија, биле на обука во Будимпешта и Виена, на кои имало предавање како да се покрене референдум или прашање во своето населено место. Веќе имавме кажано дека УСАИД преку Фондацијата Отворено општество Македонија
спроведува обуки пред секе младите луѓе, кои треба младите луѓе да ги научат како во својата околина да покренат прашања, како да создадат хаос околу тие прашања, на крајот по создадениот хаос, како тие ќе треба да понудат одговори или можни решенија на хаосот кој нели настанал, и сето тоа да се затвори под терк на политиката на Фондацијата Отворено општество или политиката на Сорос. Главните аргументи против рудникот на ова здружение СОС Валандово се многу прости и едноставни. Ќе се загаделе сите извори на подземна вода, ќе има многу болести, точка. Без никакво објаснување, без никакви научни експертизи, едноставно доаѓаат и ви кажуваат ќе се загадат подземните води, ќе пиеме нездрава вода, ќе се разболеме, ќе мора да се селиме и така натаму. Главното прашање кое го покренуваат им е онака дали вредат 100 работни места за да се исели целото Валандово. Ако направиме споредба со Скопје, во Скопје се беа лоцирани најголемите индустријски капацитети во Република Македонија. Ние ја имаме железара која малте не влезе во центарот на градот Скопје, па градот Скопје не само што се иселува, напротив, се зголемува се повеќе и повеќе, секој ден никнуваат нови згради за нови луѓе кои се доселуваат во главниот град. Предвидени се да се покренат во Валандово дебати и расправи кои ќе помогнат за едукација на население и така натаму. Што е сега најинтересното во целата ситуација? Наводната примарна цел на овие референдуми, која се однесува на животната средина, ќе биде преку манипулација со најосетливите прашања за еден човек, да се направи прво, да се опипа пулсот на населението пред локалните избори кои треба да се одржат, кога ги да бидат тие. На организациите очигледно им одговараат што повеќе да се одолговлекуваат локалните избори, се со цел за да се изврши подобра кампања на терен. И втората точка би била ударот врз економијата на Република Македонија. Манипулирајќи со најчувствителните прашања, Сорос го насочува и го собира гласачкото тело кон неговите организации, додека истите тие организации работат за Социјалдемократскиот сојуз. Во пресрет на локалните избори, Сорос повторно се вмешува во политичкиот живот во Република Македонија. Организациите кои се под капата на ФООМ имаат една единствена цел – да се развие незадоволство и омраза кон политичкиот опонент на Социјалдемократскиот сојуз, со што повторно гледаме како невладини организации работат во корис на една политичка партија во Република Македонија контра нивниот опонент. Понатаму, Соросовите организации преку ваквите референдуми ќе се обидат да ги спречат сите идни странски инвестиции кои треба да дојдат во Република Македонија, а при тоа ќе се обидат познат информации дека ќе се обидат да ги затворат и веќе постоечките странски инвестиции. Буквално, накратко кажано, луѓе покренуваат прашања за чувствителни теми, а истите тие прашања го дираат токму во друга чувствителна тема, а тоа е губење на работно место на секој еден човек во оваа држава. Основната цел на Џорџ Сорос е уништување на македонската економија, губење на индустријската и економската независност на државата. Целта е Македонија да стане зависна држава и како таква да биде лесна за уценување во надворешната и во внатрешната политика. Соросовите организации размислуваат дека македонските граѓани, доколку се сиромашни, доколку се невработени, доколку се целосно зависни, со тоа тие лесно ќе бидат попусливи и ќе се зголемат, лесно ќе бидат попусливи кон прашањата кои ни ги наметнуваат соседите околу кои се наоѓаат околу Република Македонија, како што е да речеме прашањето за зимето и така натаму, да не ја расширувам толку темата, но ќе станат лесно попусливи во внатрешната политика, бидејќи човек кој е донесен на работ на својата екзистенција, човек кој е без работа, човек кој нема никакви примања, човек кој врзува едвај крај со крај,
на крајот ќе излезе и ќе се сложи со било што да се реши во неговата држава од типот на големите прашања, само со цел таа негова агонија да заврши. Такво нешто гледавме во 90-тите години, каде што македонците по бркањето од работа беа донесени на работа на нивната екзистенција и започна да се согласуваат со се и се што да се промени во нивната држава, само со цел да влезат некои си 20 до 25 милиони евра инвестиции од надвор. Денеска во моменти кога имаме инвестициски бум во државата, во моменти кога рапидно се намалува невработеноста во државата, во моменти кога целосно економијата започнува да оди напред, нас невладени организации од локален карактер ни покренуваат прашања кои се однесуваат на животната средина и нашето здравје, се со цел да се сопрат инвестициите, да се сопре развојот на Република Македонија и индустријскиот и економскиот развој, поведуваат битка против економијата на Република Македонија, а со тоа македонците ќе започнат да губат работни места. Тука ќе направиме уште една кратка пауза и веднаш потоа се враќаме назад во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во вертикала. Отворивме тема екологијата, поврзана со економијата, поврзана со политиката, поврзана со политичките партии, поврзана со невладините организации. Каша попара се случува во нашето општество, околу едно прашање се вмешуваат буквално сите. Секој кој може да се вмеша, едноставно се вмешува. Интересно е што ова што сега се случува во Република Македонија околу овие невладени организации кои покренуваат прашања од економски карактер, во Европа се случуваше уште пред 10 години од така наречените зелени кои протестираа за секој обичен изграден индустријски објект во нивната држава. Имавме Greenpeace и некои слични така наречени невладени организации кои се фрлаа пред шините на возовите, бидејќи поради фактот дека во еден од вагоните имала некаква материја која во моментот се пренесува низ нивната територија. Притоа истите не размислува и не сваќаа дека токму со нивното фрлање пред воз може да се случи превртување на возот и некаква хаварија, токму да го направат тоа против кое наводно се борат и слично. И сите овие организации, како што беше зборувано во Европската Унија, уште од тогаш, се уште полосно се зборува, се финансирани од фондацијата Отворено општество на Џорџ Сорос. Видете, секој човек сака да живее во чиста еколошка средина. Секој човек сака неговите деца да живеат во најчиста можна еколошка средина. Но не може човек во исто време да има некаков вид на ендемски пеперутки, за какви се протестираше за Бошков мост прашањето. Мислам, некои пеперутки ќе исчезнеле или што ти ја знам. Не можете вие да уживате во гледање на некакви пеперутки и некакви екзотични животни да ви шетаат околу вас, а во исто време да имате работно место, индустријата да биде развиена, државата да оди напред и економски државата да се развива. Интересно е тоа што Европската Унија овој процес кој ние сега го правиме на ископување на нашите рудни богатства, конкретно кога сме кај рудниците, го имаше завршено уште во почетокот на 20-тиот век. Откако ги потрошија своите рудни богатства, започна индустриализацијата на државите во Западна Европа. Ние тогаш не бевме во можност да го правиме тоа, во Југославија недоволно се експлоатираше рудата и затоа Македонија како држава мора да го помине тој процес, да ископа своето рудно богатство со цел да ја зајакне својата економија,
а со тоа да се зајакне финансиската моќ на незините граѓани и воопшто да се збогати државата. Во една од дебатите кои вчера гледав на една од телевизиите, каде што се протиставува за и контра аргументи за некои од рудниците кои биле планирани да се градат, човекот кој беше против рудниците покрена прашање дали загадувала рек Битола. Откако професорите му одговорија дека рек Битола е стожерот на македонската економија и на постоењето на македонската држава, бидејќи од таму се произведува струја, која сите ние ја користиме, струја која ни е потребна за да ни свети една обична сјалица во соба. Човекот кој е против отварање на рудници, на индустријски капацитети, едноставно рече зошто Македонија да не увезе струја. Тоа се тие дилетантски размислувања и отварање на глупави прашања во моменти кога државата има капацитет да произведе струја за незините потреби, вас ви се појавува некој локален тип кој направил некакво локално здружение или иницијатива без никакво основно презнаење, без никакво образование во темата, навлегува во апсолутно сите теми и во правни, и во еколошки, и во индустријски и слично, и ви вели зошто вашата држава произведува струја, кога може истата струја да ја увезе или да му платиме на некој од надвор. Како што веќе кажав, овие луѓе во наредниот период ќе се обидат да направат референдуми во сите помали места во источна и во југоисточна Македонија. Со тие референдуми ќе се опипа пулсот на населението пред локалните избори. Фондацијата Отворено општество ќе се обиде да го насочи расположението на граѓаните во своите редови, кон своите организации, позитивно кон своите организации кои патем соработуваат и со Социјалдемократскиот сојуз на терен. Тоа е првата цел која треба да се изигра пред локалните избори. Втората е уште поголема, а тоа е уништување и ослабување на македонската економија, со што Македонија ќе изгуби својата индустријска и економска независност. Кога една држава ја губи својата независност, во овие сегменти таа држава станува лесен плен за секоја соседна или некоја трета држава, која може да ја води внатрешната и надворешната политика буквално како сака. Денеска начнавме една тема, во иднина тема претпоставувам дека ќе се развива многу низ македонските медиуми, не претпоставувам, туку сум сигурен дека ќе се развива, така како ќе се развива, така и ќе отидеме овој политички оддел, бидејќи како што кажав, воопшто не се разбирам од индустријскиот, од рударскиот и од еколошкиот оддел, туку ќе го покриваме чисто политичкиот дел, и како невладините организации се вклучуваат политички, како ќе тече темата, така ние ќе следиме и ќе повикам гости кои ќе зборуваат токму на оваа тема. Почитувани, вие бевте на фреквенција на Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Никола Србов. Датум на емитување 25.4.2017 година. Поздрав! Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.